сцена за Анкица Бенинова. Здраво, добро ни дојде, Анкица. Добро ме најдо. Како си ми? Добро, еве, така расположени кога се нитине гости. Да, убаво. Посебно сме, да. Посебно па јас колку сум расположен. Како уживав на вчерашната представа Сикслаги и Љубомир. Па не знам, оддамна немам уживано толку во театар и толку да се смеам. Јас не сум тип кој што сака да се смее на комедија, сакам повеќе да гледам што правите, се фокусирам, помалку се смеам. Се смеам во себе. Да. Но вчера не можев да држам, експлодирав на некој начин. Не престанав да се смеам од првата сцена, од кога излезе ти, Лиду, од кога си ја подпевнуваш. Викам, Лидија, многу беше интересна направената Маја Джаклиевска течи песната, Лиду и ти си ја подпевнуваш. Така, со штикличките на рака се спрема за излез. Се спремаше за излез? Да. Па да ти кажам, се осеќа тоа од публиката дека просто се ужива и не може да се контролираат емоциите, да се искажат и да се изурла на некој начин. И тоа со секоја изведба ни се докажува и ни дава нас посебно чувство на среќа како фидбек од публиката, пошто нели, пак ќе кажам, како и секогаш што кажувам, ние за тоа постоиме, за таа енергија повратно од публиката. И многу сме среќни, со многу љубов си играме представата баги години, заради корона проблеми што имавме во театарот, малце паузиравме, но некако многу брзо се вративме во форма, како да не сме престанали да играме, јас имам такво чувство. И ми е драга заради тоа што режисер како Синиша ти дава една енергија и слобода, флексибилност, интересен пристап при работа и комедија плюс, нели, да не зборуваме за тоа, и ни дава една слобода и убавина во нашата работа. И затоа мислам дека не постои актер во Македонија што не сака да работи со Синиша, заради тоа што е многу, можеби најдобар режисер за комедии во државата и затоа има таков успех, заради тоа што ние имаме препозитивна енергија уште на проби од страна на него, ние текст, ово, оно и тоа се гледа на сцена, таа сплотеност. Кажи ми, кога излезе ти вчера, излегуваш прва на сцена си сама, што значи воведот во представата? Колку е тој најбитен, да речем, за да се експлодира после во текот на... Да ти кажам, јас секогаш кога сум имала представи каде што прва влегувам ми е полесно. Да? Не знам зашто, како не исчекувам, не дишам, одма нели влегува публиката, ја осеќам и одма тргнувам, а додека чекаш малку нели како ќе биде, што ќе биде, малце по-стресно веројатно мене ми е така, не знам, јас немам трема, не знам каква, не сум тремаџика, ама ми е многу полесно кога јас почнувам и поубаво ми е така, тргнувам и знам дека сум тргната, а не да чекам како реакции, па после да влезам. И така да и во оваа представа влегувам со позитивна енергија, нели одам таму каде имам планирано да ми ја раскажувам представата и имам позитивна енергија да со другарките на вечер, па не знам како се вика другарките, се заборава како се вика и другарките од возбуда дека треба да се сретне со Икс особа и плюс за таква комедија многу битна екипата со која сме таму, поверењето во партнерите и така, знам дека Столе треба да излезе и веќе тука би е топ. И сега ќе излезе Столе и ја тука се цепам и се уживам и така, и публиката тоа го осеќа. Кажи ми, ова песната, пак да се вратам на Лиду, убава мелодија е многу таа од Маја Джаклиевска. Си ја знаеш цела, предпоставам? Па да, тоа е стандард. Си ја подпевнуваш различно во... Не, има представи каде што не ја подпевнувам, има представи каде што ја подпевнувам, не беше зададено од режисерот да ја подпевнувам, мене како ќе ми дојде, така се прави. И сега вчера мене ми дојде да си ја подпевнувам и си ја подпевнувам, кога нема да ми дојде да си ја подпевнувам, се спремам нешто повеќе карме ставам или што ќе ми дојде во моментот, пошто треба да биде реално, или како се чувствувам во моментот. Сега се случува представа. И така, имаме слобода тоа да го правиме. Вчера би дојдов да си подпевне. Така. Бранко Бенинов ти е татко. Да. Го видов пред малку. Кажа дека ова му е последна улога пред пензија, во пензија доди.
Да. И јас му викам, не се секирај, до 89 години ќе го имаш. Дај Боже. И викам, не се секирај, сега ќе те земат. Стресно е за актерот кога оди во пензија, затоа што цел живот бил на сцена и се плашат, сите актери се плашат дека ќе ги заборават, нема да ги земат. Јас му викам, ти не се секирај, за тебе знам сигурно дека ќе играш. Па еве кај нас Тинче Ристевска е многу години во пензија, до ден денес игра и тоа, па, може би не секоја година, ама многу често игра и е многу од корист за нас младите да научиме како една таква дива леди, како да кажам, можеш да научиш многу од незиното искуство, како правилно треба да се однесуваш во театар. И јас сум многу горда што сум играла представи со нејзе и мислам дека и така ќе биде и со другите колеги, пошто ќе два тројца сега ќе одат во пензија оваа година. Така да сигурно дека ќе доаѓаат и ќе играат и ќе ни покажуваат уште многу што значи театар. Кажи ми, татко, ти кога гледаше представата? Па да, може би имав и замерки, по-сексипилно треба да биде тоа или да, така. И мајка ми, јас немам проблем заради тоа што нели сум растана во таква фамилија во која што се знае што е театар, се знае што е мојата професија, никогаш не сум добивала критики од типот на многу си разголена или така. Не. Напротив, разголи се уште. Напротив, таа секс сцена треба да ти биде поеротична или ваква или таква. И дури колегите као се смеат, што се дешава, мене ми е нормално и јас истото му го кажувам на татко ми, само што мене ми е тешко да играм со него. Се уште, иако 7 години сум вработена, мене ми е тешко да играм со него, не сакам да играм со него, партнер. Во представи да, ама така големи сцени со него не сакам, имам како некој страх, не знам зошто така. Учена сум од него, учам од него и нели најголемиот учител ми е во животот, покрај нели професорот, ама уште имам страх да играм со него. Ова ви е како фамилија. Ова ви е повеќе дом отколку дома. Па да, ние сме тука по цел ден и дома се зборува за театар, што се случило, како да направиме да биде подобро вака така и дома ни е театарот и овде ни е театарот. И двете тргнавме по неговите стапки, само сестра ми е режисер и продуцент и така да и двете сме тука и се надевам дека нели сме од корист. Сигурно. Представата изобилува со чести излегувања, вчерашната представа. Колку е тешко тоа да се направи влези, излези, треба сигурно добра организација. Да, организација на хаосот, да. На хаосот, за да биде се оној хаос да го нема, зашто ако вие еден да сгреши, тука се распаѓа се. Па еве јас вчера имав чувство дека влегов порано во сцената, уствари не сум влегла порано, сум влегла точно, ама не знам зашто, јас се направив во глава како зашто влегов толку рано, човече, а уствари не, точно сум се влегла, ама некогаш се случува и таква збунка кај нас, нели? Нормално луѓе сме. Ама тоа се случува на пробите, се организира хаосот, кој од кого влага, на која реплика точно се од страна на режисерот и се ни е јасно, сме увежбани, нема никакви забуни. И затоа се гледа хаосот. А кажи ми, има скали по кои што се качувате? Кај водат скалите? Што кажат? Во темница. Во темница можеш да најдеш некоја мала светлина која што ќе ти го покаже патот. Ама се ни е јасно, го знаеме просторот, знаеш каде има железо, каде има, не знам, реквизит од друга представа, дел од сценографија од друга представа, се ни е јасно. И така, треба да водат кон горе, кон долу, не знам и јас каде, и се изгубувам, нели се губиме во джебот и не гледате, као водат кон спалната, кон спалните и матраците, што би кажала бугарката во представа. Да. Многу забавна представа, многу убава представа, направена идеално, можем да кажем тоа до совршено добра представа. Каде што вие глумците совршено добро се вклопивте во она што како режисерска замисла на Синиша Евтимов било. Синиша е таков човек кој што знаеш дека ќе направи добра представа. Уште и глумците да се погледат како вие што сте сите сплотени глумци, тогаш сигурно таа представа ќе нема крај. Струмичани им завидувам, сигурно уживаат, по неколку пати гледаат ја представата. Јас да сте ми во Скопје, јас ќе ја гледам секоја недела. Еднаш неделно Еднаш неделно ќе идам да ја гледам представата. Навистина се работи за ретко
така добро направено парче. Комедија прво да направиш е многу тешко. Да, сигурно. А второ, да е добра комедијата и публиката да паѓа од смеење, тоа ретко се случува. Навистина треба сите коцки да се поклопат како што се поклопи. Па да, веројатно Синиша има некоја магична стапча за комедија и успева. Јас не сум гледала лоша комедија од Синиша. Ова ми е втора представа со Синиша и една замена играв, значи трета да кажеме. И сите биле многу распродавани, играни по многу пати, биле како што кажа на почетокот лек за душата, така да сигурно има некоја магична стапче. Кажи ми што правите вчера после завршување на представата или воопшто што правите после оваа представа? Па зависи. Јас вчера бев некако многу уморна, пробиот се бајлимаме со Коле Ангеловски за новата представа, исто комедија. И таму е исто многу забавно, преинтересен текст. И бев уморна и си отидов дома, да ти кажам, да, не излегов, вечерва ги излез. Ти си отишла дома што си главен организатор на забавниот живот во Струмица? Да, секогаш ми го кажуваш тоа дека сум организатор на... Па добро, млада сум и нели, сакаш да се забавуваш после представа, но стварно немав сила и енергија за вчера тоа да го. Вечерва може да излеземе. Не се чудеа твоите шо дома толку рано? Не се чудат. Еве да си легнем и јас за одмор. Да, имам например некои представи, например Марија Браун не ти е гледана, излезе оваа година. Марија Браун ми е толку тешка представа што не ќам со никој да зборувам после представа. Ама буквално со никој. Ни дома се одам, се заклучувам во спална. Никој не сакам да ме зборува. Што бреш, слушаш музика или како излегуваш? Не, ништо, само со себе си молчам, не ќам ништо ни да гледам, ништо си гледам во една точка и така да ме... И до кога те држи? Па добро, саат време, сигурно после од кога ќе си отидам дома. Заради тоа што е многу захтевно, 2 сати не излегувам од сцена, таму се облегувам, таму се пресоблегувам, се работи за Втора светска војна, една жена како во тој хаос во Германија, во новата реизградба на Германија се, нели, почнува да живее и е многу напорна. А додека во оваа комедија ми е многу порелаксирано и така си одеш дома многу по-кул. Додека некои представи ти даваат, треба време за да се вратиш. Не да се вратиш во животот сега, да ние не паднеме во делириум. Има и така некои интересни изјави дека ние не ни треба време да се вратиме од ликот во... Не. Тоа не, но ти треба време од уморот што си го дал, нели, од напнатоста на телото, ти треба време да издишиш. Представата што ја работите сега е од исто режија на Коле Ангеловски, таму повторно и таткот ти. Да, татко ми е главен лик во представата, јас имам многу малце, но многу сладок лик. Срекна сум што ќе работам со Коле, мислам што работам, се извинувам, заради тоа што од дете го познавам, сум гледала многу представи од него и си викам, леле, кога ќе се случи Коле да дојде и еве, дојде моментот да работам со него. Тој знае буквално се уште на прва проба. Знае ми за сцена, знае се и ти немаш потреба веројатно да се мачиш, ќе видиме, или тек сме во процес. Но е исто така дава слобода на актерите, ги сака актерите, е позитивен. И така да мислам дека ќе направиме уште една небесна комедија со која што Струмичкиот театар ќе се гордее и исто ќе живее многу години на сцена. Се надавам дека од овде одма ќе се префрлиме горе во новиот театар, што не го ветуваат многу долго време и секоја година го отвараме, на жалост. Колку години до сега имате? Јас сум 7 години вработена, 9 години мислам дека се гради, да не мислам може и да грешам, и едно 6 години ми викаат, ова е последна зима во Центарот за култура, ова е последна зима во Центарот, последно ладно. И си облекуваме по 3 пара хеланки за проби, ако има грење, не дека нема грење, но просто тоа е огромен објект граден во Југославија, каде што си имало веројатно многу пари, не знам. Не сум живеела во тоа време и било другачие. Сега ги нема тие услови. И со душа чекаме да се префрлиме горе. Се надевам дека конечно оваа година, како што најавија дека ќе биде, и да си имаме конечно собствен дом, пошто ние сме привремено околу 40 години на секаде. 40 години на секаде.
за жал не сте само вие, Да. повеќето театри го имат тој проблем, знам Прилепски театар, тоа е Исто, чудо невидено во какви услови работат и стално ветувано, ќе биде и кај нас културата некако не ни е на преден план, а треба да е на преден план. Па да, треба да биде двигател, ама се друго е многу поважно, веројатно, не знам. Ние се соочувавме со многу големи проблеми за кои што се боревме и се изборивме. И така да мораме да се бориме за подобри услови, мораме да се бориме за подобро да креираме, не за друго. Ние бараме само да работиме како што треба, во нормални услови, не бараме абнормални услови. Нормални, барам да не биде топло, не знам, ама не ни е баш секогаш. Се трудат и директорите на установите да има нели нафта се, но не може да се стопли. И затоа кажувам дека се надевам дека оваа година ќе одиме горе во новиот театар и дека ќе не биде бајковит. Гледаш представи од други театри? Па во последно време, заради короната, и слабо има репертуари и многу слабо гледам. Претходно не можев да гледам заради тоа што сум ангажирана скоро во секоја представа и немаш време, но се наоѓа некогаш момент да отидам и да одгледам представа. Убаво беше, мислам колку беше убаво онлайн представи кога можевме да гледаме за време на карантините. Ама друго е. Не, е друго, но сепак ќе видиш нешто и мислам дека мора да се направи некаков таков вид за да можат и некои луѓе што не живеат овде во нашата држава да го слушнат мајчиниот јазик, да видат и нели што живеат во иностранство. Да видат како движи културата. Не знам кој е начинот. Дали ние да одиме? Најубаво вие. Што би било најубаво ние да одиме кај нашите, да. Мислам дека за нив е празник да слушнат представа на македонски јазик, филм. Многу беше практика порано, многу театри. Знам дека било и за тоа ми е чудно дека сега не е. Сега некако се затворено па и со короната, но се надам дека мора да заврши. Не, веќе завршува. Лудилото, тоа е едно лудило, мора да има кулминација и мора да заврши. Мора да се стави крај, да. А театарот нормално дека мора да продолжи да функционира и да живее, затоа што без театар нема смисла животот. Па нема посебно за нас актерите како да не постоиме. Психолошки сме нестабилни заради тоа што ти не креираш, не функционираш во животот како што треба. Јас не знам, една година да не играм во ниједна представа, јас не знам дали би било нормално. Без Стојан Велков Трн, може да замислиш. Па без Стојан Велков Трн. Да, тој ми беше љубовник, маж. Татко не ми било, ма кај ми биде да, убава енергија си имаме со сите колеги. Јас немам со никој проблем. Така си работиме убаво, малце сме се сакаме, се подржуваме. Си го изневерувам Стојан Велков Трн чат-пат. А како можеше да го изневериш Стојан Велков? Па види, од 16 години бев со него во брак. И ти пукна и ми пукна филмот, го сретнав Душан и така. А види, и Душан е убав. Па да. Со добар си го изневерила, вака. Барем го личи. Го личи. Ептен. Има убаво странчо мало. Кој не ја гледал представата? Да, нека дојде слободно да ужива. Сега ќе имате уште денеска и после тоа повторно ќе играте цело време, ќе би и одиме на да, секако. Сега треба и Марија Браун да ја играме, не знам точно датите како доаѓаат, но си играме константно. Значи Струмичани и сите, еве запалете автомобилот Скопје, еве ga Струмица каде. Доаѓа. Ваква представа, ако вие веќе не можете да дојдете во Скопје, треба и тоа да се случи, треба и да одиме и по други театри и да доаѓаат они кај нас, треба просто порано, јас од муабете што ми ги кажувал татко ми, како се дружеле сега не се знаеме колегите. Ја не ги знам од многу театри, не знам, којото немам поема. Они мене не ме знаат исто. На фестивалите порано имало дружби, се запознавале, било како пазар на таленти, од таму се развивале, оделе по други театри, креирале, се дружеле. Сега не, ние не се знаеме, затворени сме. Само театар по театар и воопшто не се знаеме. Ако за време на академија и после тоа си играл по некој театар, да знаеш нешто, да имаш таа среќа, толку.
И некако, тоа е многу лошо. Јас би сакала да доаѓаат и од други театри да играат тука представи, ние да одиме, па да се вклучуваат во наши проекти, да правиме копродукции, некако да заживеат, да се смени малце. Навистина се работи за преталентирани актери, буквално кои што би држале било која театарска сцена во Македонија, дали за Стојан зборуваме, дали за било кој од женските или од машките актери, но ете гледаш некако, што викаш, секој си се затвора во својот дом и можеби не сакат, можеби времето тако летаргично е дојдено. Не знам. Нешто во секој случај треба да се промени, затоа што навистина е греота такви грандиозни проекти како што е овој да не ги обиди цела Македонија. Да, само на фестивал може некој. И тоа, например, на отворено, оваа представа не е правена за на отворено. Друг е ефектот на отворено, друг е на затворено. И сега има фестивали. Зошто да не отидеме ние да играме во комедија, во МНТ? Било каде, не е битно. Било каде да види публиката дека и Струмички театар има многу добра комедија или било која друга представа. Така. И надвор од државата. Ние порано Струмички театар, јас од кога сум вработена, многу одевме на секаде. На Русија, секаде. Сега, да, сигурно е заради короната, сега сме буквално затворени. Се вративме, мислам дека ние од Хрватска ја донесовме короната, пошто после сите болни, кога се вративме од Хрватска, не беше стигната во Македонија. Сите ги имавме симптомите, и кога дојде као од Италија, и викам, не, ја донесов од Хрватска. И така да... Болни бевте сите, тогаш си го поминавте и... Да, сега сме рад. И во време на корона, кога беше најризично, ние работевме, проекти вадевме и... Просто се плашиш, тоа е, таква е нашата работа. Не може да играме од дистанца. Може некои ситни работи да се коригираат и да се, малце дистанцираме, но не е изводливо да... Да, и сите глумци го кажат тоа, и од, не знам, и од МНТ, и од Рамски, и од сите театри. Вика, прво нема логика да глумиш со маска, второ немаш, ако не го гледаш ликот на партнерот, вика ти воопшто не ти доаѓа ни да глумиш, тоа сето имитација. Јас на почетокот кога се вративме, или бевме затворени еден период и кога се вративме со маска, се шетам, бегам од колегите, некој страв, не знаеш каков страв, бегав од колегите, вака глумев некако со дистанца некој и тоа ништо не личи. И по еден момент ти покај викаш шо ќе биде, нека биде, не можам јас така да играм, каква е таа, или играш љубовник од 6 метра дистанца. Не може. И оваа представа ја преориентиравме еден период, малце бегавме едни од други, но сваќаш дека... А може да замислиш оваа представа да викаш кај што треба да се... Ти кажувам, прва проба се враќаме со Синиша и му викам на Синиша, а може да имам некакво средство за дезинфекција у представата и Синиша ми вика, па добро, ако ти прави или полесно тебе да ти биде. И имав една представа, некој средство, прскав све кај ги седна, бегав од Стојан Машо ми, бегав од љубовникот, зашто се нешто вака играв. И си викам, што правиш ти, Анкице, дај... А Стојан ти врзал да три шамари да те смести? Не, што ќе ми прави, гледа дека сум у некоја параноја, дека ми е страф и ќе те пушти, така играј, така, како сакаш играј. И после следниот изведнаш викам, ај малце, и почнав полека да се приближувам. Уште имам страф, не дека немам, но тоа е, што е... А имаш страф заради себе или заради твоите? Заради моите, нормално. Си рекол да немаш заради себе, па заради себе, јас сигурно дека го прелажав, ти викам од Хрватска, ама може пак да се појави. Сега ако одите пак во Хрватска. Па дај Боже, да одиме. Ајде, овој пат ќе жртвуваш на корона или некоја слична корона. Да. Гледам дека и луѓето се растеретени веќе овдека во посебно во Струмици имам такво чувство дека се порастеретени луѓето, некако не се многу под таква пресија, за разлика од Струмица во Скопје се уште има таква пресија, но мислам полека ќе стигнат сите тие работи. Сега овој омикрон е посимпатичен и... Овој не е ништо. Овој кашляње. Полабав е. Овој со кашляње поминуваат луѓето. Да. Ти благодарам многу што ми беше дел од магична сцена. Не ми кажа уште за љубовниот живот, за кој што така, од време на време го избегнуваш. Не цело време го избегнуваш. Или цело време го избегнуваш, зошто? Што работа? Па, ако кажам дека ќе нема публика. Да, дека си во врска ќе нема публика. Не, во врска не, има само онака. Без врска. Без врска, романси некои. Романтичен тип. Викендашки тип. Викендашки, да. Машки има по Струмица? Има. Има, така? Сакаат глумици?
Па тешко. Тешко. На почетокот сакаат и после стануваат љубоморни и кажа кај не. Кај ти со Стојан се бацуваш со сите таму. Не, дај да се фатаме јас по некоја Некоја банка. Супер. Не, има луѓе што разбираат што значи наша професија, но тешко е целосно да разберат, но се наумеат. Да? Се наумеат. Луѓе што може да разберат. За да живееш со некој, да ствараш фамилија и такви работи, мора целосно да ја разбираат твојата работа. Јас нема да се кочам, нема да те бацам, да го бацам Стојан затоа што имам маж дома. Па он треба да каже да го баци го Стојан. Поише. Да, малку го бациш. Малку го баци. Како татко ми ќе кажа, ја така сум научена и така мислам дека треба. Така. Биди ми здрава и жива, насмеана, ведра, весела, организирај забави. Ние сме тука по старите да ги следиме примерите на младите. Струмички театар, јас имам верба во вас, актерите, знам дека правите супер представи, дека максимум вложувате се. Го имате Стојан како столб на театарот, тој е еден раскошен актер кој што после тебе ќе зборуваме со него. Ви посакувам да имате само убави представи. Процесот вас забавува, а после ние ќе го видиме тоа, да уживаме. Фала ти многу на ова убава емисија и уште еднаш, како и секој пат што ти се заблагодарувам заради тоа што ти си единствен, што посветуваш толку многу на сите театри. И мислам дека треба да има многу повеќе. И фала ти што постоиш и увек си, и мислам, секогаш си добре дојден во нашиот театар. Да ја поздравиш многу сестрата и да ја кажеш дека следниот пат не ја ќе снима. Благодарам, ќе кажам. Нека се спреми.